Ташмаруништа, село сместено во подношјето на планината Караорман, по течението на реката Црндрим, која го формира Глобочичкото езеро. Селото има 64 куќи и околу 200 жители, кои постојано живеат овде. Селска слава е Свети Архангел Михаил и Митровден. Најголема културна манифестација е Илинден на 2 август во спомен на Илинденското востание и македонската револуционерна борба. Сликата е иста, веќе видена, поготово за македонските планински села. Миграцијата село-град и печалбата си го направиле своето. Завод на времето полека, ама сигурно ги гризе овие камени зданија, овие куќи кои собствениците ги оставиле одејќи во белиот свет за парче леп. Ова е познатиот камен кукулец, нем и гордо исправен од памтивек. Се наоѓаме во домот на Методија Столески, кој е наставник во пензија и се занимава со купаничество веќе 53 години. Неговата девиза е Свети Клементовата мудрост, безработноста е учител на сета лошотија, а неостварена желба му е сувенир на градот Струга и државен сувенир кој ќе одлика на нашето поднебје. Јас се викам Методија Столески, роден 39 година во Ташмаруништа. Живеам преку 45 години во Струга во зимскиот период, а летниот период скоро секогаш сум овде во родното Ташмаруништа, кое се наоѓа на 10 километри југозападно од Струга на патот према Дебар. Инаку Ташмаруништа е познато како револуционерно село. 1903 година е нападнато од страна на голем број на турска војска и целото село изгорено, останата е само една куќа. Селото е оплашкано, изгорено, а спомен сведок има црковната врата во која се уште се познаваат куршумите и давот кој што се наоѓа непосредно пред самата црква. Инаку селото е познато исто така и како збратимено село со двете села Ложани и Драслајца, кои што за време на Илинденското востание учествувале со по една чета за борба против турскиот аскер. Од друга страна, Ташмаруништа во моментов брои преку околу 60 на семејства, меѓутоа неговиот број бил многу поголем. За време на градбата на хидроцентралата Глобочица, која што се езерото за самата градба е одземен целиот имот и од тога да станува едно нагло селење по другите градови. А инаку сите планински места се познати и по своето печалбарство, така да од нашето село ги има скоро на сите континенти во светот. Најголем број ги има во Австралија и во Америка. Инаку, лично за себе, најтешко е човек да зборува. Јас сум наставник во пензија, а со купаничарство се бавам 53 години. Пред 3 години славев 50 годишнина.
Почнав во Белград да изработувам мебел во резба, кај познатите Реличи, а после тоа во родното Ташмаруишта и во Струга работам скоро долг период на резбата. Најмногу работам во мотиви црковни, имам досега изработено 4 иконостаси. Карактеристично во моето работење е тоа што работам исклучиво рачно. Од друга страна и самите алати, длетата, сам ги ковам, сам ги калам според потребите кои што мене ми се неопходни во самото работење. Несебично го пренесувам занаетот на помладите. Имав преку детскиот парламент и UNDP 2 школи, летна и зимска, летната овде во Ташмануишта, зимската во Струга, така да научив поприлично голем број на деца и возрасти, со една единствена желба да се шири копаничарството како наше изворно македонско уметничко.